Добро вечер, добро вечер. Што правите, бе? Што се дешава? Ајде да стримаме малце. Да работиме нешто. Да не биде без ич. Немам тема моментално за стримов. Мање више ќе тераме фристайл кој што се тера. Кој што се тераше. Нели, после почнав да правам демек некои теми, глупости и сватив дека од темите ми се ствара малце притисок кога стримам и тоа малце не ми се свиѓа вака наискрено. Така да можеби по една тема да правиме посериозна кој што беше и у петокот за тоест у средата, пардон, за редизајнот на грбовите. Умеѓу време, у слободен период ќе правам редизајн на грбови кога ќе имаме време за правење редизајн на грбови. Се остало, значи ќе си седиме, ќе си работиме разноразни дизајни и ќе чочкам, ќе пробуваме да правиме некои нови глупости, интересни ствари. И тоа е тоа од прилика. Пак да кажам, фала за сабскрајбери на сите што стискате сабскрајб. Малце не ми се свиѓа политиката на Twitch околу монетизацијата на кешот и тие ствари, така да имате Patreon. На Patreonот има све е напишано, значи од 5 евра до 50 евра има кој колку сака да дае. Со тоа што секој која песна? Скибиди бап, браво. Можете, значи, на Patreon да си бидете патрони мои, со тоа што ќе имате и многу придобивки во врска со нив. И сега таму имам пишано, баш тоа е као инспирација ми дојде. Patreon, добро, совет, сугестија, фидбек, од прилика сега само да ги пројдеме. Тоа би му дошло вака. Еве ги. Patreon membership-ите. Имаш од 5 евра. Еднаш месечно совети, сугестии, искрено мислење за твојот проект. Значи може да седнеме на Discord, може да седнеме на било кој чат што ти одговара и да направиме муабет на тема во врска со твојот дизајн, што е како е. И нели сега ќе можам да ти помогнам нешто за без пари ни ја работам ни ти да работиш, така да може да си помогнеме нешто и сега у 5 евра Patreon може да ти помогнам за све освен за PowerPoint презентации, тоа не сакам да го правам. И еднаш месечно ќе правиме некаков си giveaway со собраните пари од прилика. Значи нешто мерч, ти реков ми рече. Сега овој си е highlighted tier автоматски од Patreon, можам сам да го сменам. Може да си пиеме едно пиво, онака да се видиме, да си направиме муабет уз пиво. И се што од претходниот, значи сите тие фидбеци глупости, еве еднаш неделно да седнуваме да си правиме муабет, у месецот се 4 недели. Еднаш неделно да си седнеме на Discord, да си скомуницираме пола сат колку ти треба и нели да ти помогнам да, ако не имаш некоја битна работа да завршиш кој што треба. И сега последниот патрон е PS-ката, значи кај што покажа парата ти дека имаш. Тука и PowerPoint презентација следи работење, тоа не е проблем уопште. Со тоа што тука веќе добиваш, дефинитивно добиваш мерч некаков. Сега кога сум веќе кај мерчот што го споминјам трет пат, решив оваа епизода да правиме дизајн на мерч официјален од Design and Chill подкастов, стримов, подкастов, како сакаме да го наречеме. Подкаст е деме кога се двајца, кога си разговараат со гости. Значи ова уште е сега у форма на стрим. Така да може денес да седнеме да работиме на мерч дизајн. Значи што е мерч дизајн? Ова добро се заебавав малце. Мерч дизајн е
нешто по кое што ќе биде препознатлив твојот бренд, у случајот merchandise, нели? И му дава некаков added value на твојот бренд што го имаш, што го работиш ти као графички дизајнер, ја у случајов музичар, јутубер, ти текно имаш све и свашта од мерч. Најчеста примена на мерч, мислам најчесто користени ствари у мерч дизајн се мајци, значи тоа ти е на прва најпродавано. Стикери постојат како опција стикери, но мене ми е малце без везе и банално да продавам стикери. Тие се даваат без пари, за да нели се расшири твоето знање, име и све. Друго, се што може да ти текне, значи беџови, нотесчиња може сега, зашто нели ова е поврзано со дизајн, моливи, пенкала, кутии, дуксери, се што е од текстил направено, значи сето тоа може. И така да се седи и се работи на некој начин, пополека и сигурно се развива тој мерч дизајн на целосна голема слика. И кога се прави мерч, нели, најчесто се користи некоја фраза која што се развива низ целиот стрим. У мојот случај малце е и пцуење, нели? Само нема да пцуеме толку мерчов. Логото по кое што е препознатлив мерчот као мерч. Нели, со сето тоа може да седнеш да си направиш нешто у форма на некаков си продукт од кој што ќе имаме бенефит сите, а најмногу ја. Значи, доколку ти као гледач и почитувач на стримов ја носиш маицата што ќе си ја купиш како поддршка за овој стрим, нели, дел од тие пари ќе доидат у продукција на маицата, а дел од тие пари ќе идат кај мене у джеб. Така да, нели, за да може да направам ја и боле мајци, да купам и боле камера и да не седиме вака у црно-бело да се гледаме, да земам уште еден микрофон, па да викнам гостин, па едно друго, нели. Се тоа за да порасне на некој начин стримот, за да има, нели, стримлайн на cash flow во овој стрим. И воедно ќе помогнеш и со тоа што луѓето ќе те видат у таа мајца и што ти значи мајца, тоа е стрим и автоматски ќе дојдат поише луѓе да го гледаат стримов. Ја највише добивам, ти добиваш само добро дизајнирана мајца и ете тоа е тоа да кажеме. И добиваш го огромно фала ако купиш, да си знаеш. Така да може да почнеме од прилика да кажеме ќе го отвориме логото Design and Chill. Чека, нема отворено ништо и каков лош дизајнер. Чекај, стрим 1. Од првиот. Леле, овако го беше добро. Не знам кој го гледа. Унибанка, брат ми, колку ми се свиѓа логово дека го направив. Свака ми час. Не, тоа беа стримовите од порано, ова се програма се вика, уствари. Новите стримови, фајловите, ете ја понекад не ги знам имињата на фајловите што ги правам. Тука сум си сам крив. Врти сучи, Марина, само твојот дизајн се отвара. Помини, замини. Добро, ова го видовме, окей, идеме вака. Сега го имаме Design and Chill. Design and Chill си иде лагано, имаме централно, чекаме кај илустратор, имаме централно символ. Уште да го направив со некоја боја. Да се гледа, имаме символ. Нели, символот е составен од срцето и моливото него, значи тука си доаѓа срцето вака цик и ова заедно го прави моливото, ствари со моливот дизајнираме, а со срцето chill, нели, дојдено од Netflix and chill, као деве ќе се заебаваме нешто, како го објаснив сега, демек не е јасно, свака ми час.
Така да ова ни отприлика, нели, почетна поидовна точка за тоа како да го правиме овој, кажи го, дизајнот цел, нели, за како ќе се наставува правењето на мерчендайзот. Во врска со печатењето, за разлика од порано кога го правев Oh My God, кај што штампав лимитирани едиции на мајци, на сито штампа. Добро, и у тоа време не имаше многу опции што како да се штампа. Сега има доста изнакупија машини, дали биле DTG, Digital to Garment, тоа ти е вака, значи DTG, DTG, to Garment, ова иде директно, значи штампа на маицата. Ја работев со едни дечки, Vector Design, уствари оној Valdo што се оние маици со грас со глупости. Добра машина има, добро штампаат. Може да ги видите, нив дуќенот им е позади Capitol, кај клучарот, значи позади Capitol на као се викаше плоштадчето, позади Capitol, одма кај клучарот тука. Таму имаат едно дуќанче, штампаат мајци. Добри се дечките, работат кој што треба. И имаш DTF, Digital to Foil. Ова уствари се штампа, прво дизајнот се штампа на фолија и после тоа фолијата со преса, значи со топлина се префрла на маицата и дизајните мање више држат. DTG-то држи малце поише, демек, ама со тоа што со DTG имаш мани од типот на треба да се користи, ако штампаш темна мајца, треба да се користи она основа за, нели, за бела боја да се отштампа доздола подлога, па потоа да се штампа све останато и тоа крева малце на цената, а со фолија директно на фолијата, колку сакаш, како сакаш, и малци дури као, добро, не е баш поевтино, ама отприлика тоа е принципот и мене со фолија искрено конкретно за дизајн and chill, зашто ќе бидат на темно плави мајци или на црвени мајци, некако поише ќе ми одговара со фолија, отколку со оваква. Отколку со DTG. Значи DTF ми одговара поише у моментов наместо DTG, со тоа што нели добрата ствар кај овие DTF и DTG машини е што е print on demand. Не ти треба количина на мајци да направиш ти 100 на пример, за да ти биде исплатливо, туку сакаш да пуштиш една, пушти една и толку, крај, никому ништо. Не се прават посебни сита, не се развива никаков филм, него едноставно само ја пушташ, посебно на DTG буквално е штампач и ја обтегнуваш маицата на него, стискаш принт и он си штампа, така водена боја, не се вади со ништо и е супер, разбираш. Со фолија, тоа се прави фолијата, се сече, се става на маицата со врукина, со пегла и се завршува работа. Така да print on demand. Ајде бе. Print on demand. Сакаш да иштампаш една мајца, те кошта, не знам, рецимо 500 денари со се мајца. Тоа е тоа. Сега даваат и попусти некој за поише мајци, нели, ако више имаш, не знам, ќе си добиеш за некоја цена. А кај сито, на пример, штампа на мајци, ти вика најмалце треба да нарачаш, не знам, 20 беше порано за штампање, 20 мајци и сега имаш 20 мајци, само мајци да си купиш 20 пута, не знам, 180 денари поквалитетни мајци. Тоа ти е 20 пута 180, 3600 денари те кошта тебе само мајци да купиш и на тие 20 мајци ќе ти каже окей, ќе те кошта, не знам, 50 денари принт, 50, значи 20 пута 50, уште 1000 денари ќе те кошта и значи ти за 460 денари, 4600,
и ти за 460 денари уствари добиваш една мајца готова на сито. Ама, имаш нарачано 20 мајци. Не знаеш кои броеви ќе се продаат, кои нема да се продаат. Можеби луѓе носат повеќе М, помалце L, а ти ако нарачаш повеќе L од М, онда ќе имаш проблем со supply and demand. Значи, имаш М мајци, ти се распродаени, остануваат L мајци, ама никој не ти бара, не ти купува L мајца, туку сите бараат М, ти викаш немам М и губиш муштерија. Затоа DTG и DTF мене ми се во моментов баш она супер, а веќе има многу направено, многу штампари изнакупија машини, сите штампаат, така да веќе и цената на штампањето е, нели, како беше, компетитивна. Така да, еве го дизајнот, на пример, или не знам, да идеме со outline. Да речеме малце абстрактно, еве за прв дизајн да пробаме нешто абстрактно, ги селектираме двете, па буквата Р. Така и по 45 степени. И правиме некој абстрактно дело тука. Ние го групираме ова, строгот малце подебел за да се гледа. И еве некој цвет. Разбираш? Од Design and Chill, со тоа што ќе треба да и овакво. Добро еве. Ќе треба, нели, да се доосмисли плюс што ќе се прави понатаму, но еве за почеток да кажеме дека имаме некој дизајнче што ќе биде абстрактно, исто така многу е битно, бар у моја глава е многу битно кога правиш дизајни за мерч, да не биде дизајнот да не е конкретно целосна реклама на твојот производ. Значи, она што го кажав и претходно. Ти ја носиш маицата, некој те прашува што ти значи маицата и тогаш објаснуваш ти. Маицата уствари мерч дизајнот ти е conversation starter тебе, што е многу боле него само да имаш онака ставено. Што се деси? Радмила Pink Cloud, здраво Радмила, фала за follow. Значи не е само да речеш нека пишува Design and Chill на маицата, нека го има твичот као линк и тоа е тоа готово. Тука не си направил ништо, буквално не си завршил работа воопшто. Туку едноставно само си продал мајца на некој што нема да ја облече никада, тебе ќе ти направи one time sale. Значи one time purchase и ќе ја заборави дома маицата, ќе ја носи евентуално за спиење, што на тебе како канал, на мене како канал конкретно тоа не ми одговара, него ми одговара да ја купи маицата повише пати што може, зашто не. Значи да ја носи се почесто и почесто, значи маицата да личи на нешто, за да бидеме сите среќни и задоволни. Затоа сега ќе го направам дури вака помало, со тоа што ова може да иде на задната страна на маицата. Чекај, успат кога сме кај мајци, кај глупости, да симнам. Само секунда, извинете. О, Боже Господе. Добро, пардон, нема врска. Еве ги. Мокап дизајните од кај ги симнувам ја. Пак ќе ви кажам, користете си го овој сајт за мокапи, нема да сгрешите никад. Најболе мокапи на свет. И бесплатни се, нели, за користење и за употреба, така да тоа е све супер. Само да се симне ова чудово. Еве, например, ова ќе биде задна страна и сега кога правиме вака дизајни за печат, претежно најболе да се работат на вистински, на реална димензија. A4 210, 297, 210 пута 2, 420 беше, 297. Еве, A3 формат, значи A3 формат максимум што може да направиш
за на мајца да изгледа е малце помалку од А3. Значи, димензиите 297 мм на 420 мм, тоа е максимумот, ама рачунај дека дизајнот ако го пуштиш 297, посебно на S мајци, дизајнот доаѓа навака под мишки. И сега ако ќе затвориш раце ти, сваѓаш, ти се губи дизајнот и не искористен простор. Така да еве и ова е дечко цар мајца, ко некој овакво сум 297, гледаш? Овдека е правилно, зашто ова е L мајца, знаеш. 297 е добра димензија за оваа мајца, ама она е L, не знам, XL, XXL, на тие мајци ќе се гледа добро, а на помала мајца, на M, на S посебно, или XS ако правиш за девојчиња, рачунај дека си in for a fail. Така да, најболе е да оставиш простор. 280 мм ширина на дизајн е сосема доволно, а висината ќе ти биде пропорционална со дизајнот. Ај ги трнеме сега овие од тука. Работиме, значи, у моментов работиме на целосна А3, како А3. Здраво, Дики, како си? Значи, работиме на А3 дизајн, на А3 формат. Еве, мајцата е тука. Диксон Најденов, знам дека за денеска беше муабетот да работиме... да, тоа е. У петок го зборев со Диксон кога немаше стрим, со Димитар Најденов. Ми даде од ChatGPT некоја скупо платена верзија. Да, ова ова е побитно. Скупо платена верзија од ChatGPT со дали, со глупости, кај што... сега за тој стрим треба малци ја да се подспремам, да се вратам у винкла, што малце не бев добар денојве. Кај што ја ќе се надпреварам у правење лого дизајн со Artificial Intelligence. Тоа ми е предизвик од Димитар Најденов, така да ми се свиѓа како предизвик, искрено. Баш да видам што, го немам ни отворено, уствари како функционира дали, да видам што е, зашто е. Верувам дека за побрзо ќе направи некакво лого, некаков дизајн, за разлика од мене. Ама исто така и сум самоуверен дека јас ќе направам многу по дизајн со душа, да го кажам. Затоа што, нели, кога работиш ваква убава професија, како графички дизајн, како, нели, креатор на нешто, како, не ќе да кажам уметник, ја не сум уметник, фала, ја не сум уметник, никад нема да се ставам у класа уметници, увек треба да оставиш малце душа, не малце поише, минимум да ставиш пари на линија, сепак таа малце душа која што ќе ја дадеш ти во дизајнот. И еве, ова што го правиме тука цело време, што објаснувам ја како се ова се размислува, се прави, знаеш, пак се гледа некоја чистота во дизајнот, за разлика од тоа некои кецови и нули што ќе ти изгенерираат на тебе. Така да, тој стрим може да го закажеме уште од сега за у петок и да изгазиме у петок. Ја до петок ќе се навежбам, многу јако да работам дизајни, значи имам 4 дена да станам најболje дизајнер уште од денес, така да може у петок да седнеме сите тука со пуканки и правиме шоу-офф. Вие може да ги пишувате промптовите, значи ќе правиме така, еве сега ми дојде идејата, вие го пишувате промптот у чет, ја го пестам промптот во GPT работи, ја не го гледам и ја работам паралелно. Со тоа што GPT ако го направи за 3 минути, ја може ќе направам за 30 минути логото и на крај ги споредуваме едно со друго. И да видиме, нели, после тоа како ќе биде, што ќе биде. Така да, за петок имаме стрим. Фала Димитар Најденов за ChatGPT, за дали што ми ги дае. Ќе ги проверам деновиве да видам како функционира и на кој начин. Вие што сте на стримов, расширете го муабетот и спремајте промптови за у петок. Тестирајте, видете што ќе направите, како ќе направите и може да
да му влеземе у петок јако. И сега да се вратиме на дизајнирање. Да, фала ти Димитар за што се појави и што ме потсети на ова. Значи, чека, ова се симна, ова се симна. Да, таман зборев се симна маицата, ете ти. Изи. Сега ќе уклучам и баш на маицата дизајнот како иде, што иде. Пак. Добро. Значи, ова не е задната страна на маицата, како што кажавме 297 297 420, зашто е вака обратно, и сега од 297 420 copy paste вака со бела боја ќе ставиме, значи 280 мм, во горниот дел 400 може да ставиме за да не правиме ништо ван границите на нормалното. Ќе ги заклучаме овие два леери како такви. Го прошируваме дизајнот на 210 точно. Чекај. Да, добро, 210. И ова е задната страна од маицата. Значи не знам сега, може да пробаме Ctrl+C, Ctrl+F, нели copy paste in place, да ја комплицираме, сега малце личи на ромско знаме, така да не би навлагал повеќе. Ctrl+F да видам дали ако се намали во овој стил вака, би искочило нешто. Има некое движење, нешто се дешава, разбираш? Така да може да се каже дека имаме некаков си артистички пристап на самата мајца. А за напред, конкретно, може само да ставиме, да го ставам само срцето и да биде позиционирано на местото на срцето. Значи тука во овој дел да си биде ставено, тоест срцето треба да е тука уствари, ама ние сите го викаме дека не е тука, така да во овој дел може да си биде како у форма на джепче, да ја направиме, да го направам логото, така да отприлике тоа е тоа. Сега, маицата и дизајнот е тука. Само секунда. Се враќам за кратко, пардон. Јас се извинувам, пречки некој у процес на дизајн, така да кој што реков сега, вака идеме, значи чекај, сега ова го исклучив погрешка, пардон. Значи идеме тука, копираме бојата, ја ставаме во Photoshop. Сега со се белата, ама добро, нема врска. Океј, сейв. И јаме плава мајца. Толку е. Изи. И сега за предната страна е тоа. Задната страна неам мокап со задна страна, ама we get the gist. Сега идем кај беше дизајнот. Океј, тука. Значи сме вака. Микрофонот го уклучив добро. Photoshop, чекај, Photoshop. Ете го. Така.
И имаш она, што ти значи маицава? И тераме маицата ми е, не знам, design and chill, стрим за дизајн, сваќаш ме продаваш малце и мене са јеби го брат, тоа е поентата, знаеш, секој секого да го продаде колку што е можно поскупо, за на крај да частиме болја кафани. Бар у моја глава е така. Не знам. И сега добро, ја имаме предната страна и предната страна е само вака за нели да створиме некоја си мистерија, кој што сега го споминјам цело време тој conversation starter да го направиме. И сега при conversation starter да, окей, или ако нема conversation starter, сега само ќе замислиме, зашто сме креативци сите, ќе замислиме дека ова е задната страна на маицата, што ме мрзи да барам нов дизајн и тоест нов мокап, и да се мачам таму со displacement maps со глупости и сега тука ќе ставиме и текст Twitch TV by Goce. Бела боја. Хелветика. Може Хелветика? Хелветика наобе, освари. Вчера ја купив, дај да ја исилуваме малце, да му се не види. Со медиум. Оптикал, вака, на средина, централно стаена. Не, чек, да ги селектирам сите, па вака. Smart Object. Од прилика тука. Добро, треба да иде погоре. И сега, многу битна ствар, кога правите дизајн, например, за предна страна на мајца. Предна страна на мајца, како дизајн, еве сега заднава страна како би изгледала, нели, имаш онака. И Twitch TV by Goce доле као подпис. Мада ја искрено, ако се прашувам, као сега и као дизајнер и као клиент, ја би го направил уште помало, значи визит карта 12 фонт. Сваќаш, не треба да боде очи, не е поентата ти која носиш маицата да се осеќаш као билборд да ти е, сваќаш. Него ти која носиш маицата треба да се осеќаш пријатно у неа, зашто носиш нешто што се свиѓа, а не носиш нешто само колку да се рече дека промовираш. Така да, еве, задната страна, фино културно, доле си е подписче мало оставено Twitch TV by Goce. Има кој го интересира, ќе дознае дефинитивно. А кој помалце го интересира, ќе те праша, па не му е гаеле, па го заволе патка и така дали и така дали. Така да, еве да речеме дека имаме еден дизајн готов. Крали Марко, здраво. Имаме еден дизајн и да кажеме дека сме задоволни со него. Сега друга опција за дизајн, еве да кажеме дека малце буџетите ни се тенки и треба да правиме дизајн на чисто бела мајца и треба да штампаме само од една страна. Јеви га, сега буџет си е буџет. Може да се заебаваме ние да се смееме дека имаме брдо пари, а не имаме у моментов брдо пари. Сега што ми дојде како идеја за ова е еден од оние постарине начини на дизајнирање, како ги праја на времето овие стариве old school дизајнери своите дизајни. Кај ми илустратор, бе, Jesus fucking Christ. Кога ги делат она, знаеш, као имаш кругче, па се од кругчето тука доаѓаш до половинче, па од половинчето четвртинче, знаеш, она шмекерски дизајни направени нешто вака, као, па тој со ова доаѓа тука, па ова доаѓа тука. Не знам кој беше едно многу познато лого е ова уствари, сега што го прецртувам ја. Што стисна Гоце, мајку ти. Леле брат, Ти текнуе на ова као символ, многу јака ствар, значи многу мангупски изгледа.
За да го направиме ова значи овој дизајн, процес на дизајнирање, да го направиме на ова лого, сега ќе го тестираме како такво. Значи логото треба да го поделиме на 4 дела. Точно, значи на точно 4 дела. Идеме тука вака, правиме еден outline преку логото, да најдеме средината. И сега викам со line tool една линија тука и една линија тука. Овој дел го бришеме преку Pathfinder-от со divide и правиме ungroup. Сега ungroup и идеме едно тука, едно тука. Како ќе му дојде, така? Вака некако. Малце ми е чудно као за дизајн, искрен да бидам. Не сум најсигурен дека ова е правилниот начин на работа, но човечки да се проба и човечки да се сгреши. Така. Сега, ова на ништо не личи. Така да. Друга опција за истало да изгледа некако као што би сакал, као што мали Џокица замишља дека ова, дека вака може да изгледа. Очек што би сакал дека идеше и она уште плюс се делеше вака некако. Многу секси е вака. За да биде и да продолжи да биде секси, да речеме да го искористиме мотивот, тоа е зборот, align на средина, така? И сега, во оваа форма, пак ќе кажам, мора да се проба, за да се знае дали го бива. И сега со minus front имаме само еден објект, немаме внатре, ова е дупка, празно е. И исто како претходно го делиме на 4 дела. Со тоа што сега кругот, значи ние ќе имаме формата на кругот, која што ќе ја делиме на овој принцип, само во неја ќе се гледа и нашето лого. Така? Со тоа што треба и овој дел да го качиме тука горе и овој дел да го спуштиме тука доле. Ама не изгледа пак убаво. Така да ова е лоша идеја, вредеше да се проба. Знаеш, ако не пробаш нема да знаеш. Ова е убав символ, убав знак, но till next time, bro. Така да се враќаме назад на чекор 1, copy paste за да не забораваме до кај смееме да работиме. И сега, тоа што ни дозволува нас DTG-то као и DTF-от како технологија е да си играме колку ни душа сака. И имаме, така, сега правиме паттерн. Чека овие да ги избришеме. Не. И имаме сега паттерн, кој што изгледа убаво, генерално. Има и таков мотив некој македонски, традиционален да речеме. Сега иде вака или иде вака? Ајде нека иде вака сега. Така, го групираме ова, го ставаме на средина. Зијаме логото уште еднаш, го ставаме тука. Позиционираме на средина. Гледаме да завршува од прилика у овој некој стил. Оп, грешка. Зашто се два елементи. Така,
копи правиме на паттерн, долниот елемент и задниот паттерн, Ctrl и 7, Ctrl и F, го враќаме назад, горниот елемент и паттернот и им правиме клипинг маски. Сега, ова ти е лого направено од локца. Логосепшн направивме еден мал. Со тоа што, нели, кога гледаш од далеку, ти го гледаш целосно знакот чист, нели, кој што е од подалеку ако гледаш мајцата од 5-6 метри, ти го гледаш знакот као знак, дури на бела мајца, а као што се еве го дизајнот.
на патерн, фак, не, стоп. Одлично. Гоце. Вака кога правиш патерни, не ти треба ништо повеќе од 4. И еве ги тука. Овој може да го избришем, значи комотно remove strokes. Така, ги избриша, добро. И со овие 4 ги ставаме сега тука, pattern brush. Се повторува, значи ова што го зборевме. И сега ќе нацртаме круг, ќе отидеме во outline. Одма е друго, зашто кога ќе му ставиш сите овие, гледаш, цело ова повторување кога ќе оставиш, тоа значи дека он треба да ги аплицира сите тие повторувања у таа една, на таа не е замислена, него на тој строк, на таа патека што е ставена, он треба да ги убаци сите. И сега он илустратор како патерн браш, кога го селектираш, он ќе најде начин за сите можни елементи да ги уклучи у него, и затоа и се гледаше онака од сите страни, мислам, затоа се направи таква тарава. Сега, ова само по себе е веќе она, која олимпијада го имаше ова како лого, брат, значи, лепота. И лепота е лепа, затоа што е лепа. Знаеш, и као што го зголемуваш или намалуваш, он автоматски си додава елементи и ги задржува во иста големина. За да ги намалиш као големини, треба да идеш у stroke и да намалиш stroke. И тоаш веќе ќе се намалат. Ама ова мене ми се допаѓа затоа што има движење некое за она конкретно и гледаш како го заоблува секој елемент и си држи природно заоблување на све. Така да овдека веќе имаш она кој што треба да изгледаат стварите и изгледа многу по-динамично и по-интересно и поубаво. Сега, јас сакам да се заиграм редовно и викам сега, окей си вака, па преку Object, Path, Outline Stroke, сега од Stroke јас имам веќе тука објекти, елементи. Еве го, Stroke-от, гледаш, кога не е outlined, кога не е експандиран, он илустратор го гледа и го препознава како чиста линија. Ја му направив outline на Stroke-от и Stroke-от веќе стана форми. Така да, тоа треба да си има памет. Ctrl+C. Биво, зашто свашта може да се случи и на крај да испадне многу подобро од очекуваното. А и нели, ако не пробаш, како ќе знаеш дека имаш добар дизајн.
Така да, еве го сега и овој дизајн, што мене искрено на мајца баш ми се свиѓа. Знаеш, се дешава нешто, а веќе длабоко внатре има некаков си елемент, што пак, нели, не си носечи билборд ти да го носиш стримов на плеки, што би се рекло. Така да, е добро, е окей, па добри сме веќе за 1 сат, 3 дизајни направивме. Мислам, да не се урочуваме, мада ќе биде пократок овој сат и пол негде. Мислам сега кај да е дефинитивно ќе го завршуваме стримов. Немам време, само што ми врати еден клиент на битен проект, затоа предеска малци и се уќутев, ми врати на битен проект, морам да го завршам вечерво, немам многу време, а има баш пуно работа. Не очекував денес дека ќе врати, очекував утре дека ќе врати. Така да не знам, ајде дај малце некое прашање, нешто врска со дизајнов, со стримов, кажете прашања, сугестии, било што, знаеш, да не биде само еднострана комуникација е она и на мене и на вас многу брзо ќе ви се досади, ќе ви збоктиса, така да боле е да си комуницираме цело време за било што и да ви интересира. Пишуте коментари, ако не пишувате коментари се гасиме и тоа е тоа. Помеѓу време ќе кликнам ја уште некој дизајн. Писам уште некој дизајн. Ќе пробам некој шали да направам тука, мада неам нешто у моментов идеја. Искрено проектот ми се врти у глава, не дека ја го кастам и клиентот имаше мал неспоразум, мислам, мискомуникација имавме мала во врска со проектот и со неговиот клиент со кој што се работи, така да нема никој крив у моментов. Едноставно се случува, нели, приоритетно е да се заврши работата, да се услужи клиентот како клиент увек. Се останато е на второ место, прв е клиентот за било што да правиме муабет. У било која услужна дејност која што ја нудиме ние како дизајнери што нудиме услужна дејност дизајн, најбитен е клиентот, а се останато останува после. Така да, дечки, фала ви многу што дојдовте. Среда ќе има стрим дефинитивно, за петок останува ја против Artificial Intelligence да се бориме малце. Така да, фала ви уште еднаш што бевте тука, 1 сат е мислам доволно у овој формат да задржиме некоја така пократка варијација на стримање, за да има поише материјал и да видиме поише на квалитет отколку на квантитет. Така, може. Фала ви многу и се гледаме. Чао!